Киро Глигоров, Македонија е се што имаме. Борис Трајковски, сите заедно споделуваме една единствена судбина наречена Македонија. Бранко Црвенковски, името на мојата држава е и ќе биде Република Македонија. Ѓорги Иванов, да си ја сакаме, да си ја почитуваме и да си ја чуваме Република Македонија. Стево Пендаровски, да не сум председател и јас би се иселил од Северна Македонија. И сега овој човек, кој што учествуваше во промената на името и прифаќањето на бугарските уцени, зашто на минатите избори доби огромна клоца од граѓаните, се дрзнува да држи лекции за надворешна политика и не само тоа, туку и директно да го навредува новиот американски председател Трамп, нарекувајќи го транзицијски политичар, со кого Македонија не требала да стои рамо до рамо. Од независноста до денеска, односно од првиот председател, Глигоров, па до последниот, Цилјановска, Давкова, ниту еден актуелен, ниту еден поранешен председател, ниту пак премиер, не се дрзнал на ваков безобразен начин да дисквалификува и да навредува демократски избран председател на САД. Председател на најмоќната земја во светот и уште поважно, земја која важи за најголем стратешки партнер на Македонија. Ако испадот на оној самопрогласен прогресивец Ордановски, некако можеме и да го проголтаме како негов личен став, слобода на говор и слично. Ова со Пендаровски не смееме. И не само ние како граѓани. Од него треба да се оградат и тие што го кандидираа за председател. СДСМ. Ама нив нешто не им се оградува. Загубени се. Затоа што од безпоговорни послушници на САД сега одеднаш станаа нивни најголеми критичари. Но вистината е што Пендаровски, Филип Чордановски и останатите прогресивци кои гравитираат околу Бихачка не ги интересираат државна стратегија или национални интереси. Туку фактот што новата администрација на Трамп им ги секна парите. Да, нив ги боли тоа што нема повеќе милиони и милиони долари за нивните невладини, нивните новинари, нивните активисти и слично. Им фали поддршката без која немаше никогаш да дојдат на власт во Македонија во изминативе 3 децении. Тие никогаш не биле ниту проамерикански, ниту антиамерикански. Нив ги интересира само кој е тој што ќе може да им помогне да се дограбат до власта. И затоа сега толку гласно плачат.